Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, добро утро. Јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник емисијата е посветена на здравата храна и здравиот начин на живот. Денеска за тема одбравме да зборуваме за дијабетот и исхраната. Има ли поврзаност и дали може со исхраната да се превенира покаченото ниво на шекер во крвта, односно да се контролира на некој начин кај веќе дијагностицирани лица кои имаат дијабет. 14 ноември е светскиот ден за борба против дијабетот. Знаеме дека станува збор за доста сериозно заболување кое во последно време би рекол зема епидемиски размери, бидејќи се почесто слушаме дека луѓето имаат покачено ниво на шекер во крвта. Со доктор Митов, кој и овој понеделник е заедно со нас, зборуваме што може исхраната, односно храната да направи кај оваа болест. Доктор Митов, добро утро и добродојдовте и во ова емисија на Здравје. Добро утро и добро ве најдов. Најнапред да започнеме малку за дијабетот како болест. Што представува дијабетесот? Како што рековте, се согласувам и за жал се повеќе и повеќе завзема епидемиски размери. Дијабетот не само кај нас, но во многу земји, низ цел свет. Станува збор за долгорочна состојба, медицински кажано, кое што нели наједноставно се опишува со покачените нивоа на шекер во крвта. Од тука и терминот кој што се користи по меѓународот, шекерна болест. Но тоа медицински кажано нели е исто. Дијабетес мелитус. По однос на тоа колку е присутен или колку зема замав, кажува самата бројка дека во 2013 година во светот над 382 милиони луѓе боледуваат од оваа болест. Значи, станува збор за огромна бројка, меѓутоа уште позагрижувачки е втореден момент дека трендот е нагорен и се повеќе и повеќе зема замав. Например, во Велика Британија мерено е дека во последниве 10 години доаѓа до скок за 65%. Некаде од прилика од 2 милиони до 3 милиони и 400 нараснување на бројот на пациенти. И тоа е доста сериозен и речи си да нема друга болест со таков тренд на пораст од година во година. Да. Инаку само да спомнеме колку за граѓаните да биде појасно, постојат два вида на дијабет, тип 1 и тип 2. Малку, често слушаме, малку да ги објасниме што значи дијабет тип 1 и дијабет тип 2. Дијабетот тип 1 е состојба која што уште најчесто се нарекува детски или јувенилен тип 1. Станува збор за дијабет кога организмот губи капацитет да создава инсулин. Едноставно не можеме повеќе да создаваме инсулин и тогаш кај тие пациенти со правилна исхрана и со додавање инсулин, тие мора да примаат веднаш инсулин од моментот на дијагноза, може да се воспостави нормален начин на живот. Кај втората група или така наречениот дијабет тип 2, тоа е така да речеме возрастната група, потежка форма. Потежок, бидејќи оди од старт со многу медицински кажано коморбидитети, односно има многу други болести кои што за кратко време може да се накалемат. Иницира, значи, многу други болести. Иницира многу други болести и е знак за сеопшта лоша состојба во организмот. Знак дека човекот долго време не се хранел правилно, дека долго време наназад со години не бил физички активен. Така да 90% од дијабетот во светот всушност е дијабет тип 2. Важно е да кажеме за граѓаните да може да препознаат доколку имаат некои од симптомите. Често мокрење, значи често мокрење е еден од најчестите симптоми кои што се појавува кај пациентите. Потоа интензивно чувство за глад или за жед. Потоа варијации во телесната тежина, може да дојде до зголемување на телесната тежина или до необјасниво рапиден нагло слабење. Вртоглавици,
Исто така, кај мажите може да дојде до сексуална дисфункција и тоа е застапено. Потоа трпнење во екстремитетите, така да на неколку начини може да дојде до тие први знаци кои што треба да бидат аларм, дека всушност може да биде присутен во организмот. Кога веќе го објаснуваме дијабетот, добро е да речеме дека да се знае дека тоа е толку сериозна состојба, бидејќи го зголемува ризикот за кардиоваскуларните болести значително и ги носи пациентите во состојби кои што се животозагрозувачки, како што е, например, можноста рапидно да се покачи или пак, ако се даде премногу терапија, рапидно да падне. Нели, хипогликемија наспроти хипергликемија. Так. И двете се ургентни состојби во медицината и битно е пациентот кој што веќе има дијабет да биде свесен дека е можно и едното и другото да се случи. И пак би спомнал колку е важен тој животен стил, бидејќи кај тие пациенти доколку па и пушат, значи доколку пациент кој што има дијабет и пуши, тогаш многу сериозно се зголемува веројатноста дека кај нив може да дојде до кардиоваскуларно заболување. На крајот од оваа лична карта, да речеме, од овој опис на дијабет, мораме да кажеме дека се пресметало дека од прилика 90% од дијабетот, од случаевите на дијабет, отпаѓаат на нездрав начин на живот. На нездрава исхрана, на неправилна исхрана и на недоволна физичка активност. Има уште еден начин на нарекување на дијабетот или на овие најчестиве болести кои што ја зафаќаат денешницава, како што се срцевите болести, мозочниот удар, дијабетот, ги нарекуваат болести на изобилие или од премногу храна. Так. Од премногу, јас би рекол, нездрава храна и од премногу седење доаѓа до нарушување на општата состојба на организмот, која што кај дијабетот најнапред се карактеризира како метаболичен синдром, така се нарекува преддијабетична состојба, за потоацна кај тие пациенти да се развие дијабет. Значи, веќе кога ќе се диагностицира дијабетесот, односно покаченото ниво на шекер во крвта, кои болести може да ги иницира, значи да биде основа за појава на други посериозни заболувања? Така е, за жал, дијабетот е болест која што се карактеризира со голем број компликации. Значи, тоа е едно од важните работи кои што треба да се земе предвид, дека кај луѓето кои што имаат дијабет е очекувано болеста да напредува. Ние медицински велиме дека тоа е прогредирачка болест, дека таа болест напредува и дека почнуваат да се јавуваат со тек на време многу компликации. Затоа е од извонредна важност кај тие пациенти нивото на шекер да се одржува во нормални граници, колку што е можно попрецизно. Бидејќи дури и мало покачување на шекерот во крвта, кое што и не дава симптоми, значи доколку не го мерите, затоа и мерењето често кај тие пациенти треба да биде, речиси, секојдневна пракса, треба често да мерат кои се количините. Наутро и навеќе. Да. Заради тоа што доколку не го прават тоа, и мало покачување на шекерот, сега да го одговориме и вашето прашање, ќе доведат до повеќе компликации. Кои се тие? Прво и основно треба да се знае дека дијабетот до 5 пати го зголемува ризикот од развој на кардиоваскуларни болести. Срцев удар или мозочен удар. Значи, кај тие пациенти особено треба да се внимава на здравието на срцето, на здравието општо на крвните садови и тука треба да се прават редовни контроли за да се утврди која е реалната состојба. Потоа, бидејќи фактички треба да се каже дека основата на сето тоа е дека дијабетот ги напаѓа крвните садови, малите и големите. Напаѓајќи ги поголемите, ве дадовме еден пример. Нападот на поголемите е нападот, например, на срцето. Но да кажеме примери за напад на малите крвни садови. Конкретно кај нервите. Знаеме дека сите поголеми нерви во телото имаат своји собствени мали крвни садови. Така. Тие се доста нежни, доста тенки. И кога ќе почнат заради накаченото ниво на шекер во крвта да се нарушуваат, нервите почнуваат да страдаат. Тие пациенти, за жал, имаат така наречена диабетична невропатија. Односно, почнуваат да чувствуваат болки низ телото, најчесто кај нозете. Так. Кога има трнење, кога има, како што велиме, мравки, како да се движат по нозете. И плюс придружено во подоцнежните стадиуми со болка. Така да тоа е една втора компликација. Првата е, рековме,
кардиоваскуларните болести. Да, но за втората компликација често доведува до појава на гангрена, предпоставувам. Ќе го кажеме така. и тоа. Да, да го кажеме тоа како следно. За жал, бидејќи кај тие пациенти доаѓа до пат на осетот во нозете, да речеме, дури и при мали повреди тие не можат да ги осетат. Тоа е првата причина. Втората причина е општо се намалува циркулацијата. И тогаш, заради тие два моменти, бидејќи не можат да се осетат повредите и заради слабата циркулација, може да дојде до развој на улцери и до гангрена. Доктор Митов, тука ќе направиме кратка пауза за реклами, потоа ќе се вратиме со разговорот и ќе ги наброиме и останатите компликации како резултат на дијабетесот. Радио Слободна Македонија. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија и овој понеделник во Здравје со мене во студиото на Радио Слободна Македонија е доктор Александар Митов, магистар по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравјето. Со доктор Митов во денешното издание на Здравје зборуваме за дијабетесот и исхраната, односно дали може да се превенира или да се контролира покаченото ниво на шекер во крвта преку одредена исхрана, одреден начин на исхрана. Стигнавме до компликациите од дијабетесот. Доктор Митов, набројавме неколку заболувања кои се резултат на компликации од дијабетесот. Што се друго може да предизвика дијабетесот, односно покаченото ниво на шекер во крвта? Едно од посериозните компликации е можноста за предизвикување слепило или така наречена дијабетична ретинопатија. Најмалите крвни садови кои што се во очите може да бидат уништени од покачениот крвен притисок, од покачениот шекер во крвта, а и покачениот крвен притисок е уште една од компликациите од дијабетот, така да во комбинација може да дојде до нарушување на најмалите крвни садови. Потоа најмалите крвни садови не само кај очите, туку и кај бубрезите. Така да може да дојде со тек на време до откажување на бубрезите кај пациентите со дијабет и заради тоа да завршат на дијализа. Така да тоа е уште една сериозна компликација. Ампутирањето на екстремитети го спомнавме, на ноза, како резултат на гангрена, на развој на гангрена. Кај мажите еректилна дисфункција, односно проблем со сексуалната функција. Исто и тоа е последица, може да биде последица на дијабетот и на тој процес на севкупно уништување на малите крвни садови, на најнежните крвни садови низ цел организам. Но најтешки се компликациите со кардиоваскуларните, бидејќи животозагрозувачки. Тоа се животозагрозувачки, впрочем како и останативе сериозни компликации, но тие може, што се вели, многу брзо да имаат фатален исход. Важно е да се знае сето ова. Важно е да се знае за да пациентот е свесен со каква болест си има работа. Значи пред што е исправен. Бидејќи тоа е вовед во тоа што ние го зборуваме, односно за начинот на исхрана. Так, слушнавме дека на дијабетесот се накалеменуваат многу болести, сериозни заболувања. Како исхраната може да го контролира дијабетесот? И да помогне во третман кај веќе дијагностициран дијабетес. Пациентите, според моје длабоко убедување, треба да разберат дека исхраната е камен темелник на терапијата кај дијабет тип 2. Значи основата, првата кај полошиот дијабет. Да, кај полошиот дијабет и кај тој што е 90% присутен помеѓу населението. Значи дијабетот тип 2, основата на неговата терапија мора да биде контролираната правилна здрава исхрана. Зошто? Заради тоа што е многу парадоксално. Вие од една страна да го обременувате организмот со лоша храна, со неквалитетна храна, со таква храна која што не треба да ја јадете, доколку веќе со сигурност имате таква болест, а од друга страна да си ставате инсулин, бидејќи правите најпарадоксалната работа на светот. Од едно место си штетите, а од друго место сакате да се заздравите. Така да секој човек кој што сериозно го третира своето здравје, кој што сака да живее подолго и сака да се грижи за себе си, а има дијабет тип 2, првото нешто кое што треба да го направи е да ја промени својата исхрана. И редовно да го контролира, редовно да го мери шекерот и редовно да ја прима терапијата
Тоа е третиот момент доколку дошло потреба до тоа. Се разбира, ако е таблетарна или ако е инсулинска, зависно од тоа колку напреднала болеста. Но првото нешто кое што треба да се каже е дека основата на терапијата кај диабет тип 2 е правилната исхрана. Сега можеме да навлеземе во студиите кои што ги спомнуваме секоја емисија, да посочиме практични. Да, бидејќи тоа е нели се за што зборуваме е медицина базирана на докази. Ќе се повекам само на една од да речеме релативно новите студии правена на оваа тема во 2011 година во Чешка, кога се наблюдувани група на пациенти со диабет тип 2, едните се поставени на строга исхрана исклучиво од растително потекло, и останатите се ставени на така наречена конвенционална или традиционална исхрана, при што 12 недели имале само интервенција преку правилна исхрана, а во следните 12 недели комбинација од диета, односно исхрана, правилна исхрана, плюс физичка. Терапијата била присутна цело време за тие што требале да ја примаат. Значи, плюс со тоа што си ја примале медикацијата едните и другите. Што се случило? Кај таа група која што била на така наречена вегетаријанска или веганска исхрана, односно исхрана базирана на растенија, дошло до значаен пад и на телесна тежина, и на шеќерот во крвта, и на лошиот холестерол. Со падот на телесната тежина дошло до подобрување на останатите здравствени состојби, кои што може да се јават, ги спомнавме како придружни, нели, на диабетот. Се нормализирал крвниот притисок. Во текот 12 недели само телото веќе почнало да дава знаци дека може да превземе контрола и да го регулира. И што е нешто многу значајно е тоа дека кај тие пациенти на таква исхрана дошло до 43% намалување на терапијата. Односно, ако сега на почетокот земале одредени број на единици на инсулин X на почетокот, откако се ставиле на ваков вид на исхрана и ваков вид на третман, се намалила потребата и од инсулин или од било каква терапија да ја користи. Значи, телото почнало подобро да го контролира само од себе, само со правилна исхрана, подобро да го контролира шеќерот во крвта. Тоа е основната порака на нашиот денешен разговор. Така, еве во една минута до крајот на емисијата, може ли практично некои совети на слушателите кои имаат веќе диабетес, значи на што најчесто да внимаваат? Месото и сите обработки на месо треба да се исфрлат. Млеко, млечни производи исто така треба да се доведат до минимум. Треба да се намали, треба да се зголеми од друга страна храна која што има многу растителни влакна, значи непреработена храна, црн леб да речеме пред се, и треба да се користи храна со низок гликемичен индекс, односно тоа е непреработена храна. Колку што е можно повеќе овошје и зеленчук во неговата нормална состојба и големи количини на зеленчук, на волумен, значи големи салати. И на тој начин можеме многу да зборуваме, се разбира, на оваа тема, но значено е да кажеме дека пациентите треба да внимаваат и да не почнат веднаш сами со ваква ригорозна исхрана, доколку се на високи дози на инсулин, бидејќи за кратко време ќе ги видат ефектите од оваа исхрана и ќе почне да паѓа потребата од инсулин. И за жал, може да се стават себе си во ризик од хипогликемичен. Мора да се консултира. Затоа мора консултација со стручно лице кое што го разбира овој процес, односно со лекар. Доктор Митов, навистина значени совети. Ви благодарам за гостувањето и за одвоеното време и што бевте дел и во ова издание на Здравје. Благодарам и вам. Почитувани, тука е крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев, техничка реализација Далибор Зафировски. Денеска сме понеделник, 16 ноември 2015 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со Здравје во петок во 9 часот и 5 минути. До слушање и пријатен ден. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.